клучното нешто што не поврзува е заедничкото градинарење. Се обидуваме колку можеме, преку пример, да покажеме дека е изводлива и друга некоја стратегија во поглед на исхраната и во производството на прехранбени производи. Мене ми се чини дека станува поочигледна потребата, таа нужда од свежа и лесно достапна храна, што е блиску до живеалиштата на луѓето. Затоа што на тој начин значително се намалува еколошкиот отпечаток. Во смисла дека нема потреба да се поминат толку километри при транспортот на храната, се поддржува економски заедницата, а не пак некои си синџири или корпорации кои масовно на големи количества произведуваат храна и ја транспортираат со илјадници километри. Градинарите тука имаат можност да станат дел од таа мрежа, а тоа подразбира да добијат определено количество од тие семиња, да ги посеат, да се грижат за нив, да се задржат особеностите на таа сорта и по завршувањето на сезоната да го соберат семето и дел од тоа да вратат во таа банка на семе за да има се уште резерви. Првата сезона имавме сериозен недостиг од вода. Затоа што првично очекувавме да се поврзаме со постоечкиот систем за наводнување во градината, но тоа некако се изјавови и бевме препуштени сами на себе. Но потоа за среќа па добивме донација од Градежниот институт Македонија, тие направија бунар тука, што беше значителен пресврт на настаните и сега сме, можам да кажам, покриени во поглед на наводнувањето. Имаме автоматизирано наводнување на секоја парцела.